Благодарам. Почитувана заменичке, јас навистина говорот го спремав на првото враќање на министерката, но сепак и вие сте представник на Министерството за финансии, така да сите прашања ќе ги насочам и до вас. Ќе се осврнам на предлог законот за ребаланс на буџетот за преостанатиот период од 2019 година. И навистина, мислев дека барем еднаш коалицијата СДСМ ДУИ ќе остане на својот збор и ќе испорача тоа што го вети во својата програма. Заменичке, јас ќе се осврнам на неколку теми кои што мислам дека и вие и министерката не сте во право, и бидејќи само ги промовирате вербално, а реално не е така и не е како што беше напоменато во програмата План за живот, кој што СДСМ ја промовираше. А верувам дека и вие како коалиционен партнер ја поддржувате. Вашето ветување беше дека ќе има пораст на БДП од 5% секоја година. Сведоци сме, барем до сега, тоа ви стои во програмата План за живот, барем до сега, растот на БДП е 2,9%. Во предрок ребалансот кажувате дека извозот е зголемен за 13%, но сите заборавате еден мал ситен детал, дека тој е зголемен благодарение на тризовите и фабриките кои што се изградени во еден минат период. И еден статистички податок навистина ме остави впечаток, на кој што морам да се осврнам, а тоа е дека е намалена невработеност. Нормално е дека намалена, но намалена од некои други причини, не тоа како што вие сакате да го кажувате. Намалена е заради драстично иселување на продуктивното младо население од Република Македонија. Ќе кажам еден официјален податок од Европска Унија, каде што кажуваат дека само за 2018 година има иселено 24.000 државјани на Македонија во Европска Унија. Само во Европска Унија, не говориме и за другите земји. Затоа и паѓа невработеноста во Република Македонија. Исто така, во излагањето е осврнато на тоа дека се зголемени приходите по однос на даночни приходи, но мислам дека вистината не ја кажувате, или вие или УЈАП, која што ви ги дава податоците, но оставам тоа лично вие да го потврдите или да го негирате, затоа што според неофицијални информации кои што ги имам, имате комплетно потфрлање на приходите по основ на даночен прилив. Исто така, се надевав дека ќе се охрабрите и вие и новата министерка, дека ќе исполните едно така гласно партиско ветување од страна на СДСМ кое што беше кажано, а тоа е да се постави бројчаникот и да пишува точно колку се задолжуваме секој ден и за колку го задолжуваме секој граѓанин на Република Македонија. Исто така, во предлогот за ребалансот на буџетот ја зголемувате и сумата во фондот за информација, за иновации. Карактеристично за овој фонд за иновација, за кој што јавноста беше длабоко сензибилизирана и запозната, и видовме кои се луѓе земаа пари од овој фонд за иновации, и соодветно на тоа треба да се постави прашањето зошто баш таму се зголемуваат средствата, дали е тоа еден од начините со кои што се испомпуваат државни средства до блиски луѓе на владеачката коалиција. Но, сепак, како и секој лекар, и јас ќе се осврнам од аспект на проектите за здравство, кои што ги ветувавте во вашиот план за живот, а кои што се уште не се остварени, за кои што не гледам дека имате предвидено средства во овој предлог ребаланс на буџетот. Во планот за живот, кој што го поддржувате и вие, ветувате дека ќе зголемите основната плата на сите здравствени работници за 15% во првите 6 месеци. Значи, тоа не е остварено. Воедно, ветувате, сакам да напоменам, дека ќе зголемите основната плата на сите здравствени работници, нешто кое што го кажувате по долг период, односно на лекарите специјалисти, постепено зголемување на платите секоја година, плата која што на крајот од мандатот ќе стигне до 100.000 денари. Но да не
ги залажуваме колегите. Ветивте дека основната плата ќе биде 100.000 денари. Имате уште не цела година од вашиот мандат и сите лекари специјалисти очекуваат ова ваше ветување дека ќе го остварите. Воедно кажавте дека ќе го надградите мој термин во систем кој што ќе гарантира брза и квалитетна здравствена заштита на секое ниво со точно определени рокови и одговорност. Зошто ова го напоменувам? Со вашиот ребаланс за буџет предвидувате намалување на средствата за информатички работи во буџетот на Министерството за здравство. Исто така, имаше ветување дека наместо плаќање по учинок ќе има воведено систем за наградување на лекарите. Ниту еднаш јавно не излеговте да кажете кој лекар колку е награден и со колку средства. Ова го пишува во вашиот план за живот, програма која што и вие како коалиција поддрживте. Воедно, ветивте дека ќе обезбедите барем еден вид орална контрацепција без доплата. Па вака ги повикувам колегите да кажат кој е тој лек кој што е обезбеден. Исто така беше ветено дека ќе се набави апарат за компјутерска томографија во општата болница во Кавадарци. Во предлог ребаланс на буџетот не го гледам тоа, не знам ни дали има постапка за набавка на таков апарат. Во планот за живот ветувате дека ќе обезбедите матичен гинеколог за секоја жена во Македонија. Колку средства имате до сега алоцирано за решавање на овој клучен проблем и што се е направено за овој проблем да се реши. Исто така, ветивте дека ќе отворите детска општа болница со ургентен центар во Скопје. До каде е изградбата и колку средства имате обезбедено за ова? Ветивте дека ќе има барем еден генерички лек без доплата. Вака да кажете колку средства има обезбедено за оваа намена и кои се тие лекови кои што се даваат без доплата. Исто така, едно од клучните ветувања е зголемување на капитациониот бод на матичните лекари на 90 денари. Поминаа 3 години, ни еден денар не е зголемен капитациониот бод на матичните лекари. Не само на матичните лекари, туку и на матичните стоматолози и на матичните гинеколози. Се надевам дека во буџетот кој што ќе креирате за 2020 година, ќе ги вметнете сите ставки кои што се ветени со планот за живот и конечно еднаш и за секогаш ќе ги исполните овие ветувања. Ветивте набавка на современ медицински хеликоптер во првите 6 месеци од вашето владење. Во предлог ребаланс на буџетот не гледам средства, а хеликоптерот се уште го нема. Ова се ставки кои што знам, вие сте представник на Министерство за финансии, секаде треба да стигнете, да исплатите средства, да обезбедите буџетски средства, но кога се креира еден буџет, најчесто се креира според одредена политичка програма и одредена економска издржливост. Сето ова што е ветено према граѓаните, према луѓето, реално очекував дека ќе го исполните. Сакам да потсетам и што е ветено и за Тетово, не е исполнето, а не е предвидено ни со предрок ребалансот за буџетот. Во планот за живот за Македонија, оставката државна помош за домување и државна помош за младите, ветивте дека студентите ќе добијат студентска платежна картичка за попусти во користење на услугите во кампусите, меѓуградскиот превоз, при посетата на државните и националните институции, за посета на спортски и културни настани од национален карактер. Исто така имате ветено дека ќе изградите студентски кампуси во Битола, Штип и Тетово. Сакав да прашам колку средства има обезбедено за Тетово и до кај е изградбата. Исто така имате ветено дека ќе се реконструира делницата Тетово-Гостивар, долга 22 километри, делница која што е изградена за време на владењето на СДСМ од 1991 до 1998 година, која што требаше да биде со 3 ленти, се изгради во 2 ленти. Чекаме повеќе од 25 години реконструкција на овој патен правец, кој што мислам дека и вие секојдневно го користите. Проект кој што е секако од витално значење за нашата држава, еден од патните правци кој што
реално гледано е најоптеретен сообраќајно. Исто така ветивте соларни железнички станици, модернизација за енергетска ефикасност на железничките станици и објекти во кои што ветувате дека ќе се обнови железничката станица во Тетово. Се уште нема соларни системи на железничките станици, ветувањето не е остварено. Говори податокот дека иако беа реновирани, реконструирани 10 железнички станици, во државата на ниту една нема поставено соларни системи. И ова не е предвидено план и програмата за во ребалансот на буџетот. Во ТИРЗот исто така еден клучен проект и лани го барав со амандман и годинава ќе ве потсетам, каде што ветуваат изградба на крак од железничката пруга кон ТИРЗот во Тетово. Не е ни на повидок реализирањето на овој проект кој што е многу битен за економскиот развој на Тетово и Тетовско. Околу изградбата на училишта и средства за изградба на училишта сакам да ве потсетам за проблемот со Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ во Тетово. Проблем за кој што верувам дека македонската јавност постојано слуша. И имавме една изјава од градоначалничката на општина Тетово, каде што тврди дека Министерството нема обезбедено средства. Имаме изјава од премиерот Заев дека ќе почне да се гради уште лани, 2018 година, 2019 година, учебната година почна, проблемот не е решен и нема да се реши. Затоа што министерот на пратеничко прашање писмено ми одговара дека се е готово, општината треба да одговори, општината вели дека Министерството за финансии, Министерството за образование несоодветно реагираат на ова реална потреба на граѓаните, односно не е одговорено докаде е со реализацијата на овој проект. И не треба да напоменувам околу Југохром, кој што ќе преработаше уште пред година и пол, околу платата на лекарите, ветување на премиерот Заев конкретно кон мене, на пратеничко прашање, дека ќе се зголеми веднаш, дека од 2019 ќе има бесплатно болничко лекување за сите овие ветувања. Не гледам ништо во предлог ребалансот на буџетот, барем во последните 3 месеци во предизборната година да ветевте нешто или да исполневте нешто од тие ветувања кои што ги дадовте пред граѓаните. Околу градинката во Брвеница сакам да потенцирам дека не е изградена, како што беше кажано. И воедно сакам да кажам една работа. Може би требаше навистина да се зголеми многу буџетот за Министерството, односно за заменик министерот за евроинтеграција, за да провери точно секаде дока е поставувањето на двојазичните табли, но би го повикал најпрво во Тетово, со колешката му од Тетово, да видат докаде е имплементирање на законот вака во реалност за двојазичност. И мислам дека таму многу кратно треба да се зголеми буџетот, за ако биде казнет, одново да му се исплатат казните. Ќе ве замолам